Со поставување портокалова панделка на споменикот Жена под маска, Струмица символично се вклучи во акцијата 16 дена активизам против семејно и родово базирано насилство. Време е жените да ги симнат маските и да проговорат за насилството што го трпат. Затоа зборуваат и поразителните бројки на Струмичкиот центар за заштита на жртви од семејно насилство, каде што најмладата жртва беше година и пол, а најстарата 84 години. И за жал 20 на жени во континуитет се згрижуваа со денови и со месеци во шелтерот. Некои од нив се уште ги користат услугите и во моментов шелтеров се сместени 7 лица. Фрапантна е бројката на жени кои што исто така побараа консултација од стручниот тим кој што работи во склоп на центарот и бројките велат дека не се нималку мали. COVID-19 си го направи своето и во време кога државата спроведуваше военна состојба и полициски часови беа неголемите бројки каде што жртвите бараа поддршка од нас. Морам да споменам дека во шелтер центарот не значи дека само жените ги згрижуваме. Во нашиот центар, заедно секако со мајка, беше згрижена најмалото година и половина детенца, највозрастната жена која што ја згриживме беше 84 години. Побаравме поддршка и помош секако и од националната мрежа, но и од Министерството за труд и социјална политика, да се излезе во пресрет на жената, да не заврши на улица, за кое што еве и деновиве во Охрид сме сведоци на едно такво завршување, сурово завршување на жената на улица. Општина Струмица и во наредниот период ќе остане посветена и родово сензибилизирана општина која располага со родово базиран буџет преку кој се финансира и шелтер центарот. Со осветлувањето на споменикот во портокалова боја, како и портокаловата панделка, сакаме да упатиме една порака до граѓаните во општина Струмица за конечно стопирање, односно елиминација на насилството пред се врз жените и девојките, како и на насилство од било каков друг вид. Општина Струмица во заедничка соработка со Сдруженијето Sky Plus Струмица во 2019 година препознаа еден мошно горчлив проблем кога станува збор за жените жртви на семејно насилство и заеднички успеавме да ја подадеме рака со тоа што го отворивме шелтер центарот за згрижување на жртви на семејно насилство. Во наредните денови ќе течат активностите за јакнење на јавната свест против семејното насилство. Меѓу другото, Сдруженијето Sky Plus ќе го промовира и новиот документарен филм Жените жртви на семејно насилство во време на COVID. Погледите на инволвираните се насочени кон собранието, каде што влезе новиот закон за заштита на жртви од семејно насилство, кој во себе ги има инкорпорирано препораките на Истанбулската конвенција, чија цел е организиран пристап во заштита на жртвите.